председател на влада Јован Ристич, да Македонија мора да добија автономија, политичка автономија. Тој беше тогаш жестоко вратен. Па да го спомнам при тоа фактот дека точно таа година, точно во време кога заседаваше ова група во Солун, почина Григор Прличев во Охрид, кој што својата наобразба ја стекна благодарение на донациите на фамилијата Робевци во Охрид, која има многу дадено за македонската култура, наука и уметност. Во тоа време во Белград се издава Балкански гласник. Таму работи македонското студентско друштво Вардар. Точно таа година, 1893-та, го уредуваат Стефан Јакимов Дедов и Мишајков. И тој наидува на жестока реакција во Великата школа и во сите кругови на емиграцијата, бидејќи беше главно свртен кон македонските печалбари, емигранти и интелектуалци, повикувајќи ги да подржат една автономна политичка автономија на Македонија во овој период. Ова е времето кога пост забраната на Балкански гласник Дедов и Мишајков го напуштат Белград и се здружуваат во Санкт Петербург со Мисирков и Чуповски. И тоа е големата фаза на Македонското научно-литературно другарство во Санкт Петербург, каде што ги афирмираат идеите за македонски јазик, македонска независност, ослободување на Македонија од отоманскиот јарем и спроведување на реформите зацртани во Белинскиот уговор. Па да го кажам фактот дека со македонската организација контактираше и познатиот албански Јусуф Беј со понуда за заедничко делување, кој што затоа мораше да емигрира и да издава повеќе вестници надвор од границите на Турската империја. Во Санкт Петербург се формира Македонско научно-студентско литературно другарство, кое издаваше своји изданија, кое многу направи за афирмацијата на македонската кауза во светот и посебно во тогавашната царска Русија. Кога веќе ги издружуваме настаните, што се случуваат околу 1890-93 година, мислам дека е важно да се каже дека тогаш веќе Војдан Чернодримски ја формира екипата љубители на театарската уметност, се приклучува на младата македонска дружина Коста Шахов и 1894 со македонски зговор раководи. Тоа е времето кога ја пишува Македонската крвава свадба, која ќе доживее огромен успех како во Отоманското царство, така и во Бугарија и Србија, каде долго гостуваше, меѓутоа беше сопрен понатаму да делува поради условите што настапија во Македонија. Сите своји предлози ги даде за македонската ослободителна борба. Поради демократскиот плурализам, не е наодметност да кажам дека Васил Главинов, истата 1893 година, формира Македонска социјалистичка група. Во неј се беа покрај другите Никола Петров Русински, Никола Карев, Веле Марков, познати борци од Крушевската република, и дека сите македонски социјалисти, а во таа фаза една бар помина и Гоце Делчев, дада огромен придонес во македонската револуција. Сосема ван контекстот на моето излагање, дали треба да спомнам дека по крахот на идеите околу Мајскиот манифест многу години подоцна, 1924 година, создавањето на
федералистичката партија, имаме една голема плејада на македонски борци, кои што, свртувајќи се кон левицата, како на пример Димитар Влахов, Павел Шатев, последниот Миџија, па во тој круг, мислам, спаѓаат и многу други истакнати социјалисти, а морам да го споменам дека во таа организација ВМРО Обединета посебно место има Панко Браштаров. Да се сетиме на фактот дека точно овие личности на вториот Илинден 1944 година го дадоа својот капитален придонес во создавањето на модерната македонска држава и дека точно тие личности не станаа од политичкиот живот, па и од физичкиот живот, а некои од нив беа ставени во маргина сосема, како што се случува со Димитар Влахов. А сега, кога сме во овој период, не треба посебно да истакнувам, мислам на формирањето на социјалистичката, на екипата од Шесмина, кој што се смета за историски Шесмина во Солун на 23. октомври, дека потоа, идната година, тие одржаа нов состанок во Солун и потоа еден конгрес, кој што тие така го сметат, во Ресен, во црквата Свети Кирил и Методи, каде што присуствуваат многу истакнати македонски интелектуалци. Многу е важно што кон ова елитистичка помалку групација на трговци, високи интелектуалци, од сите професии, поседници на земја, отпочнува потоа да се отвара фронтот за прибирање на основниот фактор на македонската револуција, селанскиот фактор. Таа заслуга му припадна во најголема мера на Гоце Делчев, кој што во 1994 година, веќе учител во Штипско Ново село, се состанува со Даме Груев и на вториот конгрес во Солун, 1996 година, постанува член на Централниот комитет на ВМРО, потоа инспектор на четите во Македонија и заедно со Ѓорче Петров задгранични представник. Тогаш се дефинира и уставот и програмата и правилниците на надршната македонска револуционарна организација на вториот Солунски конгрес, тогаш се дефинира и самото име на организацијата, која што поминува неколку етапи да размислување како точно ќе се дефинира. Македонија од тогаш е покриена со 5 револуционарни окрузи, многу реонски комитети, селски комитети и во целиот овој период интензивно се работи на подготовка за востание. Со сите овие настани, кои што претходат на Илинден, јас не смеам повеќе да продолжувам, бидејќи е времето истекнато на можност само одговор, а предпоставувам дека премиерот Никола Груевски ќе даде повод за окружување на тоа што следуваше подоцна, а нашите колеги, историчари и други проучувачи, можеби за овој период ќе треба да направат еден циклус на симпозиуми, за да ги осветлуваат овие 114 години. Јас сум само византолог, дека ни е честит празникот. Ви благодарам.